Недовербата кон новото и упорниот традиционализам кај муслиманите ја зачува долго време цврстината на семејството. Носители на таа кохезиона сила беа жените. Безбројни баби, тетки, роднини од нејасно потекло действуваа непрестајно со љубов. Нежност, додворување, прилагодени приказни, алузивни пароли, плачни воздишки, и ако е потребно, префрлувања и закани. За воските, како таа женска машинерија ги меле луѓето. Ги вовлекува во удобноста на вистина прекрасната топлина на семејната сигурност. Ги застрашува со безбројни опасности што ги демнат надвор од семејната тврдина. Во улогата на чуварите на стариот ред, муслиманските жени покажаа извонредна снаодливост и упорност. Во семејството лежи нивната сигурност. Виталноста на собрана од непотрошената животна енергија е само нагонско средство за неговата одбрана. Надвор од семејството започнува урнувањето на старото и вообичаеното и од новото несигурното. Решив јас прва да го скршам тој мраз и да им го отворам патоци на другите. Првите денови живеев кај една другарка, а потоа сите студенти се организираа. Собира доброволни средства. Така кој колку што имаше и на тој начин ми овозможија да останам на училиште. Ni Bog ni vino ne mogu baš sve, uvijek će biti onako kako je. Nekom će suze, nekom viseli, vjeruj mi, rođeni. Obato, htjela sam letjeti. Obato, krila mi uzeli. Bato, mogla sam voljeti. Bato, sve su mi moje uzeli. Bato, htjela sam letjeti. Bato, krila mi slomili. Mogla sam voljeti. Nisu me pustili. Сирија беше одлична ученичка. Измеѓу неја имаше и многу што беа одлични, а ова беше посебно многу учеше и затоа јас сакав да продолжи школувањето, не мислејќи да ќе биде она моја снаја. Јас сама сум почнала да работам од 16 години, осмолетката го завршив и одма учителка станав. Тако беше времето тогаш. И на крај на годината, еден ден, пролет, отидов да се договориме, зашто јас сакав многу да продолжувам, па правевме еден договор како и каде можам да одим да продолжим. Таа ми рече можеш, каде сакаш, само да одиш, било каде.
Јас сум Шарije Салиу, прва ученичка сум од селото Сенокос, што учи во средно училиште. Моите соселани се големи фанатици и постојано им зборуваа на родителите разни спорови, па затоа тие не можеа да се согласат да ме пуштат. Благодарение на мојот брат, кој е студент во Приштина, најпосле дозволија и сега се остварува мојот сон. Останав во Тетово, се запишав таму. После 2 недели дојдов Божем на посета да видим мајка ми, прв пат се оддалечив од дома. И кога дојдов овде, селаните ме видео облечена така со кратка коса и му рекле на татко ми некои зборови, зошто ти да го така твоето девојче да оди, зошто ти да го школуваш. И дојде татко ми дома, рече од денеска ти нема да одиш в школа. Ја почнав да плачам и 3 дена плачев и не отидов в школа. Кога стигна брат ми од Приштина, рече, ти што си овде вака? Викам, па ете, толку ми беше школувањето, само 2 недели. И тој одма рече, никого да не прашуваш, да се спремиш и одма ќе те однесе. Ме однесе и така продолжував и од тоа имав страв да се вратим дома. Стално седев таму кај тетка ми, од страв пак да не ме допира, да не одим в школа. И така завршив и таму бев одлична ученичка. И продолжив виша медицина. Во Белград се запишав и имам завршено прва и некои испити од другата, ми останали уште 7 испити, па да видиме до кога ќе завршим. Работим, имам 2 деца, мажот ми работи наставник, еве со свекрвата се слагаме, ми ги чува децата. Јас се викам Садифа Асани од село Долно Палчиште. Од кога завршив основното училиште, јас сакав да продолжувам понатаму школувањето, но ми пречеа другите и тие беа селаните кои што не сакаа само јас да излезам од таа село. Кога се верив ја, во првиот ден ја му кажав на мажот дека ја не ќе бидем затворена. Ја ќе бидем на работа. Работата ми е за живот. И тоа затоа сум учила да и мене ми погоди тоа платата, да имам за живот и на луѓето да им помагам со тоа што сум учела. Па тоа од малено ми беше нешто, ме прашаат овие учители во осмолетка, во прво, второ, трето и далje, дали ќе продолжи школа. Ја од тогаш викам да, ама зашто? Па ја викам медицина, а не знаем зашто тоа е медицината.
Меѓу другото, населаните им пречеше и скратувањето на косата. Под нивни притисоци родителите сакаат дури да ме вратат од училиште. Тешко беше да сватат дека тоа не го расипува мојот лик и дека сите ученички во училиштето треба да сме пристојни. За среќа се сврши добро. Као првото дете што беше мојата ќерка во школу кога сум пуштил, многу тешкотии сум прешao кроз мојот живот. Од с едне стране што сум се срамил од другарите, од селјаните, што се зборуваше разни причина, што ко бојаги што ќе она отиде тамо па ќе се поквари, ќе да буде нека, како да кажем, нека пропалица или не знам шта. А уствари нисам јас мислил о томе опште што су зборували други, пошто сум знал на кој пат крене и што ќе да биде. Да ќе она утре ден ќе да помогне на нашето село, на нашите другари, на нашите селјани. И татко ми вика, тогаш беше она казната 7.000, на тоа време да се плати месечно. Ама новај немаше толку пари да плати, да ме држи мене дома. И вика, виш, ако идеш и не треба да станеш. И продолжи далje. И после тамо ја во болница во интерно оделение 15 дена лежев и тамо гледав дека добро е нешто така да се прави така работа и ми се бендисуеше во сестрите. Една сестра ми беше тука што ми помагаше и ја затоа решив кога се вратив од болница, викам ја ќе бидем таква. Па за факултет немав можности и затоа ја застанав. Татко ми викаше и тоа имовина што имам ќе го продавам, ама ја мислев и за брат ми, да остане нешто и тој да заврши. И после ја застанав и што да правим друго ако не продолжувам и се омужив. Па сега имам фамилија и 2 деце, тако стан сум купила. И сум постигнала и тоа. Многу потешки услови, ама добивав.
Се вика Миреме Демири, јас сум прва девојка од моето село, од моето село од Добридол, што сум дојдена во средно медицинско училиште. Јас сум ќерка на Сладкар, медицинска сестра сега. 5 деца сме во фамилија, само јас што сум школувана. Повеќе сакав сама да се школувам и бев повеќе ја упорна. И татко ми сакаше, само пак тој беше со 2 памет. Ја отидов сама, ја скратив косата и веќе кога дојдов дома немаш враќање, веќе морав да одам да учам и ете завршив добро школото. Одеше. Ја се мажив, имам моја фамилија сега, имам 2 деца. Во заедница живеам, 33 души сме. Па 6 браќа сме, јас сум помала јетрва, 5 поголеми јетрви, имаме 6 куќи. Имаме по заедница е да јадеме заедно. Се доприносат заедно, сите пари заедно влагат, заедно јадеме заедно. Одиме негде кога треба да се оди. Ја имам моје работно време, место, ја друг авторитет имам и послободна сум. Не облеката зашто сакам. Не е морално тоа, сакам да се облечам кога одам по свадби. Кога сакам вака некој празник, сакам да не можеме одма да ја изгубиме тоа стара традиција, стара ношња. Сакам тоа, не е морално. Кога одам од работа, кога сакам некогаш, облакам. Не, по-добро се чувствувам, послободно, вака имаме многу вака мази, по-слободно вака седам, одам и затоа не е тоа морално. Откако дојдов во медицинско училиште, сите мои другарки зборуваат дека сум станала ваква, таква и се друго. Но јас молчев. Ги слушав и пак бев среќна, зашто ми се исполни најголемата желба. Моето село Добридол е големо село. Има 500 куќи, но за жал ниедно девојче не го продолжува школувањето. Јас сум прва што го направив тој чекор. Па имам и золва ми исто, завршила средно медицинско училиште, еве сестра од маж ми исто е, таа завршила средно медицинско училиште и па седи дома, не ја пуштат на работа. Ама таа пак мисли ја има тоа своје што завршила, некој пат ќе ја употребни. Таа оди вака отворена со ношња, ама друго е на работно место послободно, да одиш секој ден. Зашто таа така да седи кога 12 години се мачела за тоа да оди отворена, а сега баш да седи тие како што ќе ја натерат, не таа сама. Решив јас прва да го скршам тој мраз и да им го отворам патоци на другите. Првите денови живеев кај една другарка, а потоа сите студенти се организираа. Собира доброволни средства. Така кој колку што имаше и на тој начин ми овозможија да останам на училиште. Бидејќи во селово нема ни едно девојче што оди на училиште, решив јас прва да го скршам тој мраз и да им го отворам патоти на другите. Избегав од дома, бидејќи имав голема желба да учам. Го оставив и својот дом, со надеж дека преку учењево ќе имам барем малку посреќен живот. Родителите нормално дека не им било добро и во тие моменти, зашто
Јас бев прва и вистина им било тешко тогаш, зашто сите зборувале. Не мислам како денеска што сите одат и тоа е нормално, мислам за секого. Не, порано не беше така. Порано, како да ви кажам, осмолетката и тоа беше све. Не спомнуваше никој за средна школа да оди понатаму да оди. И така, тешко им било, јас тоа ги сваќам и ги разбирам дека тешко им било, само и пак и желба. Татко е во Германија, а таа сакаше да учи. Што ке правам јас? А за девојчињата и не е школа. Затоа не ја пуштавме. Си отиде самата, си отиде. Избега. И што сега? А што ке правиме? Кога сака нека бега. Ете така. Gjali razdi nuk mboj sa të gjali unë do dalë në Australi me që sotët, nuk na qënë zakoni. As kishte shkollë sotë a lutë demës, kishte shkollë sotë i rushdiut, që ishte kretar, ata kretarët nuk i qënë të vetët. Моите родители како реагираат? Па јас не контактирам со нив и не знам како би реагирале, например. Вака, а слушам од другата страна, мислам од другите вака, слушам дека не им е тешко, мислам. Мило им е што стварно јас излегов на прав пат излегов. Куќа имам, деца имам, мислам работно место имам, поштовање во колегите, мислам меѓу колегите имам. И тоа, мислам, да им е сега лошо, само а тогаш било, вистина било така било. Збуни и за малку успеа да ме отргне за секогаш од пишувањето тажното писмо на едно девојче од некој мал град. Дугар Селимовиќ, сакам да се допишуваме. Слушнав дека си добил роман пофалба. Ти посакува ми во следната година исто. И јас сум одлична. Сега сум 4-то оделение. Би сакала да ми напишеш што учите, како си ти и како се твоите дома. Јас имам 3 брата и 3 сестри. Браќата се женети исто и едната сестра беше одлична, но се омажи. Ти посакувам долго школување. Би сакала веднаш да ми одговориш и да се допишуваме. Сабих. Не можев долго да заспијам таа ноќ кога го читав писмото. Ме вџаши сознанието дека мојата драга Сабиха, ученичка од 4-то оделение, не знае што е тоа писател, што е роман, што е литературна награда. Сабиха мисли дека сум ученик, па како награда за добро учење сум го добил романот Дервиш и смрт. А таа нема добиено ништо, иако е одлична ученичка. И посакува долго учење, бидејќи незиното нема да биде долго. Ке заврши со 4-то оделение, потоа ќе работи во поле околу добиток или како неквалификувана работничка, исто како и незината сестра која завршила со одличен успех, но се омажила. Сабиха би сакала да се допишува со својот колега. Тажно е веројатно во незината касаба, а таа е понемирна и полюбопитна од другите деца,
pa se obidува да ја проколве тврдата провинцијска опна. На последната страница од писмото Сабиха е нацртала својата рака. Детска рака која направи такво чудо да умее да запишува зборови и мисли. Сабиха може би наскоро ќе го заборави и тоа, а ќе остане во неа само празна желба да не застане на точката до која е дојдена. Тогаш ќе знае дека е несреќна. Па за кого јас пишувам?